сака да ни промена името наше многу вековно. Мила Македонијо, помни страшни по своите изроди македонски. Мила Македонијо, помни страшни по своите изроди македонски. Мила Македонијо, помни страшни по своите изроди. Да, почитувани слушатели, Македонија страдала а сега најмногу страда од своите изроди, една проклета судбина на македонскиот народ, особено зборуваме за изродите, не е целокупниот македонски народ. Ова што се случува во Македонија навистина е налудничаво, но јас би сакал пред да почнам со нивните будалштилоци и налудничавост од еден до последен кои се фатени на тоа оро и го играат, а ние знаете дека од Австралија, Канада, Америка и Европа вестите и настаните кои се случуваат во Македонија и обратно во Австралија се пренесуваат моментално, секундарно, дали е тоа преку социјалните мрежи, дали е тоа преку телевизиите, и нека немој некој да се погани, да се лигави дека ние не знаеме што се случува во Македонија, затоа што сме живееле 15, 20, 30 или 50 или 60 години во Австралија. Но знаеме ние што правиме, знаеме ние и што се случува, но сакам само да покажам како македонците во Албанија ги празнуваат Гоце Делчев и учениците. Една потресна. Само за момент, почитувани слушатели. Векови цели пробуваме ние, македонскиот народ позанта не гние. До кога, мили браќа, ќе трпиме стига, верна дружина на восстание се дига. Делче војвода народ припрема, од туѓа помош надеждија нема. На нозе се гриева народ херој, турско робство не трпе тие. Пушки пукаат земјата горе, империја се триеси, народ се бори. Во горниот Пирин Сандански царува, во бурниот Еги Делче бутува. Нека чуе Европа и Западу цел, слобода бара македонецот смел. Во Крушево, Карев, Република стори, Европа се мисли планови крој. Султанот бесни лири дава, Гоце го бара и неговата глава. Но Делче војвода клетва си дава, во турски раце жив не се дава. Со вера во гради за светла еднина, од куршум пронижан, Гоце паѓа. Со ура в уста за смрт или слобода, за Македонија жртвува Делче војвода. Македонија ке жали за синот херој, но Гоце е жив меѓу народите. Почитувани слушатели, и вие, за кои се спремам да што ме гледате и на социјалните мрежи на Фејсбукот, видовте со каков жар овие малечки дечиња од македонци, по етничка припадност македонци, ја негуваат историјата на македонскиот народ и ја изборуваат за Гоце Делчев. Јас ќе му порачам на мојот колега Драги Георгиев, историчарот, кој е и првиот човек на не е повеќе Македонска комисија за историја со Бугарија, туку е комисија сега на Северна. Бидејќи нашиот колега Драги
Не би можел поинаку да се изразам само директно, а за интервју не се јавуваш. Драги, срамота е тоа што го правите. Срамота е тоа што го правиш. Како овие деца сега што е кажува ова стихотворба за Гоце Делчев, за Пито Гули, за Карев, за Македонската република, Илинденското востание и така натаму, и со каков елан, со каква мотивација го кажуваат тие дечиња, тие ученици. Како можете вие за една столица седнат таму како историчар, па заедно нели зборувавме, не само со мене, и со тие до тебе што се во Институтот за национална историја, и тие одма до тебе што се од Институтот за македонски јазик. И тие ти се лутат, и тие другите се лутат, и Ману се лути. Драги Георгиев, како можеш ти да ја продаваш македонската историја и како можеш ти да ни ги продаваш нашите научни трудови, да газиш по нив? Како можеш? Ние за во тие научни трудови што сме ги напишале, па сме вложиле можеби по 30 години. Истражување, пишување, па сме жртвовале фамилии, па сме жртвовале и други наши делови од нашиот живот. Како не ви е срам, како можете сега, еве другата средба, до вчера зборувавте дека нема да менуваме име, сменавте име, сега сме Северна. И колку да сакате, ова генерација можеби ние ќе се пропелкаме како кокошки во некоја прашина, ќе пропелкаме, ќе краваме прашина. Меѓутоа, втората и третата генерација ќе бидат северни македонци без око да им трепни. Затоа што тоа ќе биде во продолжение со ова што го прави Царовска. Царовска, министерката, родена 1984 или 85-та, значи така, една година е постара од ќерка ми Валентина. И Царовска сега доаѓа да ми биде мене министерка по образование. Па имајте малку усул, мајко му стара. Имајте малку усул што правите и кого го ставате. Што Царовска, Мила Царовска се разбира од образование? Што се разбира? Да менува сега историја, да менува. Па зборував за таа историја. Што е историјата? Историјата е личната карта на еден човек. Исто како ќе да го прашаш еден човек, кога си роден, пријателе, ќе ти каже 1959, кога? На Петровден, на 12 јули сум роден. Која година? 59-та година. Од татко Васил, од мајка Пера, дедо ми Богоја, баба ми Благуна. Завршив основно, завршив осмолетка, завршив средно, продолжив на вишата во техничкото, на факултетот, односно. Потоа дојдов во Австралија, па завршив тоа, па завршив ова, ајде да не редам. Таа е историјата на човекот. Значи, јас треба да бидам испран мозок спрема мојот колега Драги Георгиев и Ванчо Георгиев. И ти, Ванчо Георгиев, особено ти треба да се страмиш и да одиш да се удавиш некаде таму во Штип, во Брегалница или во некоја помала река, бидејќи целот твој научен труд е за ВМРО, за Гоце Делчев, за Сандански, за левата страна, десната страна на ВМРО и така натаму. И вчера подпиша придавка да нема македонски. Ако нема македонски, тога што сме ние? Зомби. Што сме ние? Па имаме право да викаме, имаме право да плукаме, имаме право да зборуваме на највисок глас. Најстрашно е во сопствената држава да бидеш граѓанин. Најстрашно е. Па ние сме единствениот народ во светот кој изврши етноцид. Собствено самоубиство. Собствено самоубиство. А вие екзекуторите, како Драги Георгиев, мојот колега, кој ги извршува тие наредби за 30 сребреници, па јас не знам, Драги, како веќе се видиме следниот пат во очи, да подпишеш ти придавка македонски, дека нема македонска историја, дека е тоа историја на Северна Македонија. А што ќе биде со историјата на македонците во Пиринска Македонија?
Што ќе биде со историјата на македонците во егејскиот дел на Македонија? Што ќе биде со историјата од војната од 46 до 49-та? Историјата на протераните македонци? Историјата на сите нас? Добро, луѓе, ќе се свестиме ли еднаш ние дека навистина јамката ни е ставена на вратот? Јамката ни е ставена на вратот, ние уште чат пат по нашите фејсбуци и по нашите социјални мрежи. Па нема луѓе тука повеќе со нив компромис. Нема компромис. Тоа што го правеа тие нема правда, нема мир. Вистина нема повеќе компромис. Дојдено е нож до коска. Се испродадоја. Станавме ние зомби, станавме ние луѓе без никаков национален интерес, односно национални обележја, без историја, без јазик, без култура, без традиции, без ништо. А ние сме единствените во Европа кои сме први со цивилизација. Нашата цивилизација им смета. Затоа го поништија античкиот дел на Македонија. Античка Македонија ја поништија со Преспанскиот договор. Нашата историја им смета. Бугарите си го зедоа Свети Кирил и Методи како тулумба или еклер, или како баклава го зедоа со боза да ги пијат. Свети Кирил и Методија никогаш не живееле во некаква си бугарска држава, драги. Никогаш, знаеш, барем ти, преведуваше книги од Турција во Македонија. Како тоа ти му потпиша дека Свети Кирил и Методија се бугарски просветители? Како? Како ги потпиша понатаму Свети Науми и Свети Климент Охридски? Како го потпиша Пулевски? Како го потпиша Мисирков? Како го потпиша Ченто сега? И еве го, односно Гоце Делчев. За Ченто уште не си стигнат. Тука, штом стигниме до Гоце Делчев, Ченто веќе ќе му се случи истото, како што му се случи на Животи. И сега Ченто ќе биде предаден и во состојба како мртов човек. 2 пати ќе го предавате, колку пати ќе го предаваме? Методија Андонов Ченто, колку пати ќе го продаваме? Значи, навистина е прелеена чашата. И со македонскиот јазик, и со историјата на македонскиот јазик. Избор 2 да кажам за пописот. Пописот е политички инструмент. Пописот овде во Австралија. 25 милиони луѓе се попишуваат на денот. Слушајте ме многу убаво. Бидејќи тие се меѓународните стандарди. Луѓето кои живеат во куќата се попишуваат на денот на пописот. Дали се тука или не се тука, тие што се тука се попишуваат. Ниту може сведок некој да има, ниту може 2 да гарантираат, ниту 3, ниту државјанство, па ниту citizenship, ниту лична карта. Остај во Австралија нема лична карта. Ништо не помага. Тој што е во моментот во Австралија, тој се попишува. Тој што е во моментот во куќата се попишува во тој момент. И не може некој да гарантира дека 2 ќе гарантираат дека Ицо Најдовски живеј во Мелбурн, Австралија. Ајде да видам дали мене ќе ми ги дајте тие исти права што ги имаат другите малцинства во Македонија. Јас се чувствувам како еден од македонскиот народ, поединец. Дали јас ќе ги добијам тие исти права да одите во оптичари во моето село, таму да ги посетите моите братучеди и моите роднини и да ви кажат дека нашата фамилија од 100 души што е овде во Мелбурн, да ја попишите таа фамилија со сведоци, исто како што ќе важи за другите. Сакам јас со сведоци да бидам јас попишан. И јас сум роден во Македонија, растен сум 26-7 години. Зошто пак јас да ги немам тие права?
Зошто другите македонци овде во Австралија да ги немаат тие права? Зошто македонците од Егејска Македонија да ги немаат истите права што ги имаат косоварите во Македонија? Значи од Косово може да дојди со попис да живее во Македонија, да го попишат, иако е тој државјанин на Косово. Значи јас не можам да бидам од Птичари, роден во Птичари, не можам да бидам јас попишан на овој попис. Зошто? Затоа што е политичка игра на Ахмети и Зоран Заев. На Ахмети си ги гледа националните интереси, можам да му честитам на човекот. И со пушка в раце, попаметен, посилен, и без пушка, и еве го 20 години, и замина 20 години, како Тито е во Македонија. Али Ахмети е како Тито, не сакам да го фалам, не сакам збор да речам за Ахмети позитивен. Јас не можам да му го смислам суратот на тој убиец. Меѓутоа, успева човекот, е успешен. Дајте вие, исправите се малце во тоа парламентот суртуци едни. Суртуци сте. Што ви прават? Што ви прави Зоран Заев? Тоа е катастрофа. Сите закони поминаа, ќе ги казниме. Овај закон е нелегален, Преспанскиот договор не е легален, ќе го поништиме. Ќе го поништиме член 7 од Преспанскиот договор, ќе го поништиме ова од Преспанскиот договор, сега ќе го поништиме Бугарскиот договор, меѓутоа, потоа ќе поништиме Тиранската платформа, и сега вие се поништивте или поништи ја со зборови, ново дело, живее тоа предавство. Предавството живее, народе, мој македонски народе. Дајте да се свестиме малку до каде ќе одат овие двајца, тројца во името на македонскиот народ да зборуваат. Па ако не функционираат институциите и функционираат улиците. Улиците функционираат, гледате народот се буни, народот е свесен во каде? Во Франција, жолти телеци, за тоа се тепаат за вас да ви дадат пари? Не. Ние не се тепаат за вас. Влезиме ние во Европската Унија и Зоран Заев, како што вели, па милиарди ќе течат. Бесплатно ќе имате образование, бесплатно здравство. Па гледате, тие не можат вакцината да ја донесат. Гледате, тие на луѓето не можат да им помогнат. Така по патоите умираат луѓето. И се толку неспособни, толку такви личности се ставени нормално дека тие се ставени со неспособни за да можат да прават што сакаат со Македонија и независноста и суверенитетот на Македонија. Загрозен, уништен е суверенитетот на Македонија. Не можете вие да зборувате за независна држава. Па ние сме окупирана и федерализирана веќе. Федерализирана сме, јас ви гарантирам дека сме федерализирана, само нека еден прст нека крени Али Ахмети и онаму кај пред Тетово ќе стави од учака тројца таму со калашникови и од Скопје ќе нема врвење и одење во Охрид. Ќе треба да одите од Кајнас, од кај Прилеп и Битола. И ви кажувам. Немојте да мислите дека нема да биде така. Така ќе биде. Сам во секој момент можат тоа да го направат. И вие ќе отстапувате и пак крај нема на нивните барања. Политичарите, зборувам за политичарите. Нивните барања нема отстапка. И исто како што на Канал 5 со Зоран, кога го нареков Ѓорѓе Иванов, председателот, кога му кажував дека со менувањето со преамбулата на бугарскиот договор и македонскиот, во преамбулата се бриши историјата на македонскиот народ, се бриши Линденското востание. Тој ми вели мене, кај пиши? Па не сум јас толку глупав, јас кај пиши да во преамбулата пиши заедничка историја. Што ме заедничка, значи нема и Линденско востание, нема Гоце Делчев. Сакале да го слават Гоце Делчев. Па кој им смета на бугарите да го слават Гоце Делчев? Нека го слават Гоце Делчев во секоја село и во секој град. Секој ден нека го слават Гоце Делчев. Зошто заедно да го славиме? Зошто на државно ниво ние заедно да го славиме? Драги, зошто бе народот го лажите македонски дека Франција и Германија подпишале таков договор? Франција и Германија немаат подпишано никаков договор.
Вили Бранд се поклона и во Франција се поклона и во Полска. Ги призна сите фашистички порази. Им се извини за сите злосторства и зверства. И каков договор? Наместо кај нас да дојди пожарникарот Борисов да дојди да се извини за злосторствата на фашистичка Бугарија од 41 година до 44 година, Зоран Заев мене ме убедува, не баре јас сум малоумен, ме убедува мене дека немало фашистичка Бугарија, кај има сега народ бугарски фашистички? Па немаме сега ние фашистички, ни не зборуваме за денешното поколение на бугарскиот народ во оваа година или овие години. Ние зборуваме за властите на Бугарија 1941-44 извршија окупација на Вардарска Македонија тогаш во тоа време. Зошто ако беа толку силни бугарите не бараат бугари во Егејска Македонија? Каде им е Костур да го побараат? Каде им е Лерин да го побараат? Зошто Гоце Делчев не го бараат од грците? Во Кукуш е роден, во Килкис. Нека одат, нека направат споменик во Килкис. Шо бараат тие споменик од Гоце Делчев овде во Скопје, кај нас? Што бараат? Што има Гоце Делчев со нив? Одете таму со грците, расправајте се за Гоце Делчев. Тоа што е кај нас е. Тоа што е ваше бугарско, ете, Гоце Делчев не е во границите на Македонија роден, во оваа сегашна, побарајте го во Егејскиот дел на Македонија. И вие, научниците, вие кои му давате кои му давате отворена подкрепа на овие предавници, велепредавници, изроди, налудничави, и ќе ве критикувам, па ич да не ме сакате. Воопшто да не ме сакате. А и новинарите, воопшто да не ме сакате и здраво да не ми правите. Ве слушам вчера и некни, па се лигавите таму со тие прашањата. Па добро било вака, па добро било онака. Па така, не знам како овака. Па дај поставимо прашање. Како може еден човек да се потпиши кој живее во Швајцарија со 20 сведоци? Како? Како ќе го попишите, Бога му? Мајко му стара. Како ќе се потпиши тој човек дека е жител на Македонија, дека е државјанец? Кој тоа ќе го тврди? Нема кој да го тврди тоа. Па политички е тој, па треба да бидат да бидат над 25%. Еве ни кажа и Иџет Мехмети ни кажа дека мора да е над 25 или 30-40, па нормално пари треба да лапаат. Вие ќе плаќате, ние ќе плаќаме. Тие ќе земаат пари. Ете го Артан Груби кај седна. Ќе го кошни Зоран Заев утре. Еве го Насер Зибери. Насер Зибери одеше за премиер на Македонија, сега е народен правобранител на Македонија. Значи, не го изиграја, смислена тактика. Воведоа национализам во текот на изборите, се појавија, нашите ги променаја изборните единици и сега имаме ние дисбаланс во собранието на Република Македонија. И сега, тој дисбаланс не може и така да оди, до кога ќе оди? Па те лепќе немате да јадите. Не е добро да зборувам, не е добро бидејќи не е мој карактер таков. Меѓутоа ми е жал. Секој ден се јавуваат по 4-5 мина да им се помогне на нашите луѓе. Не можат на лекар да одат. Како не ви е страм? Како не ви е жал за тие луѓе? Ај за другите не толку така ме боли душата. Ама како не ви е жал за оние луѓе што не можат да купат една вакцина, што не можат да си купат апчиња, таблети? Резул сте, невиден. И не се срамите самите пред себе, пред огледало. Па јас кога би бил вака пред огледало, на местото на Драги Георгиев и на Ванчо Георгиев, па не знам, во првото најниско место на реката Вардар, јас ќе појдам таму, ќе легнам да се давам. Па како можете Гоце Делчев да го дајте? Одете, удавете се таму. Во реката Вардар удавете се таму. Па некаде кај што е плитко, кај што е, не кај што е длабоко.
Толку имам да кажем, почитувани слушатели, од мене, меѓутоа и револтот мој не знам. Треба македонецот, знаете дека иднината не ни е голема. Немаме никаква иднина, ќе речам, по наше, никаква иднина. Тутуно не ни го земаат. Грозието не ни го земаат. Оризот не ни го земаат. Јаболката од ресен не ни ги зедоја. Од тетово не ни ги зедоја. Пченица не ни земаат. Млеко не ни земаат. Ништо не ни земаат. Ништо. И сега што? Европа ќе ни дај пари. До слушање, почитувани слушатели, до следната наша емисија од Исо Најдовски Перин. Ало? Да. Добар ден. Повели? А може да чекай малку, ќе треба да исклучам програмата. Ќе ми се јавиш за... Ама морам да исклучам програмата. Ја. Ало? Благодарам многу, пријатно Киро. Благодарам. Поздрав. Ало? Да? Да. Да. Го направија тоа, да.